За Сојузот на синдикати на Македонија важно е што владата не кажала не може и нема да има зголемување на минималната плата, изјави првиот синдикалец на ССМ Слободан Трендафилов по средбата со премиерот Мицковски во владата. Тоа што е важно да се знае дека во наредниот период продолжуваме да разговараме за растот на платите и од страна на владата беше истакнато дека владата во овој момент не е против зголемувањето на минималната плата, а се разбира дека разговаравме и за зголемување на останатите плати во јавниот сектор, особено платите за министерствата за кои ССМ и синдикатот НУПОС веќе неколку недели наназад преговараат директно со владата, односно она што го бараат работниците, додаток на плата за 30%. Средбите на ССМ во настојување за зголемување на минималецот, но и платите во другите сектори не застанува тука. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе биде побарано официјално од сите пратенички групи да се сретнат со ССМ, да дојдат во работничкиот дом, за што ќе разговараме, а е поврзано со предлогот на ССМ за растот на минималната плата и на сите останати плати, и се разбира на ниво на министерства, синдикатите здружени во ССМ продолжуваат да разговараат за растот и на останатите плати на вработените. По најавениот утрешен состанок на Владинската комисија за утврдување на репрезентативен синдикат, од ССМ изразија оптимизам за скорошно одржување на очекуваната седница на ЕСС. Утре имаме комисија за утврдување на репрезентативност која ќе ги гледа дополнително списоците на ССМ. Се надеваме дека целиот процес ќе заврши. Тоа што е клучно е дека ќе биде свикана веднаш седницата на економско-социјалниот совет на кој овие битни прашања ќе добијат одговор и ќе се донесе соодветна одлука. На средбата во владата учествуваа представници и на други синдикати со оваа тема на разговор. Беше понудено онаму каде што останаа неусогласени платите или ненивелирани во следниот период покрај ова нивелирање што е со минималната плата од 1 мај да добијат уште поголемо нивелирање, тоа се управите, царината, министерствата од 7% и тоа да подпишеме спогодба каде што ќе биде во следните години уште 5 и 7% и со што може да се нивелираат платите онаму каде што нема.